Почитувани, мнозинството составено од СДСМ и ДУИ денеска гласаше против потребата од носење на законот за акцизите, со кој требаше акцизите на течните горива да се намалат за 50% и законот за ДДВ со кој се ослободува храната од ДДВ и се намалува ДДВ за течните горива од 18 на 5%. Што значат овие два закона за домаќинството и транспортниот сектор? Евро Супер 95 сега е 110 денари, акцизата е 22 денари и 16,8 денари со ДДВ. Според нашиот предлог цената на литар Евро Супер 95 ќе биде 86,3 денари, од кои само 4,1 денар ќе бидат за ДДВ. Евро Супер е 112 денари, 22 денари се акциза и 17,1 денар е ДДВ. Според нашиот предлог цената на литар Евро Супер 98 ќе биде 88,1 денар, од кои само 4,2 денари ќе бидат за ДДВ. Дизел горивото е 102 денари, од кои акцизата е 15,5 денари, а ДДВ исто така 15,5 денари. Според нашиот предлог цената на литар дизел гориво ќе биде 82,4 денари, од кои само 3 денари ќе бидат за ДДВ. Ова е вистинското лице на оваа катастрофална коалиција која направи Република Македонија најсиромашна земја во регионот. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија не се откажува од можноста да им помогне на граѓаните и веќе на утрешната седница повторно по итна постапка ќе побара овие два закони да се разгледаат во надеж дека ќе се вразумат пратениците од ДУИ и СДС. Доколку нашите предлози заглават во собраниските лавиринти, ќе побараме и амандмански да се интервенира во ребалансот со цел намалување на цената на горивата и ДДВ за основните прехранбени производи. Во оваа прилика сакам да укажам дека како пратеничка група сме подготвени овие предлог закони да бидат предложени и од владеачките пратеници и истите веднаш да се најдат на Собраниската комисија за финансирање и буџет. ВМРО ДПМН и коалицијата ќе направи се што е потребно во интерес на граѓаните. Почитувани, дозволете ми да ви споделам одредени податоци. Износот на средства кои се планира да се приберат по основ на ДДВ и акцизи според ребалансот е за речиси 190 милиони евра повеќе отколку за ланската 2021 година. Почитувани, овие 190 милиони евра повеќе ги плаќате поради драстично зголемени цени на основните прехранбени производи и горивата, а власта не размислува да се откаже од нив. ДДВ од 5% на зејтин од 60 и од 140 денари не е исто во апсолутен износ. Затоа државата ќе прибере повеќе пари, а вие ќе имате помалку артикли од претходно. Почитувани, туку што излезе податокот дека во мај инфлацијата била 11,9%, а она пак што домаќинствата ги засега, тоест цените на мало пораснале за 12,1%. Овие податоци се за мај, кога имаше какви такви мерки и владата ги имаше намалено своите удобства. Почнувајќи од 1 јуни, власта ги укина сите мерки и цените вртоглаво растат. Колку ли ќе биде инфлацијата за овој месец е прашањето кое што се наметнува. Дополнително од 1 јули не очекува нов ценовен шок со покачувањето на цената на електричната енергија за над 10%, покачување кои ќе се обидат да го прикријат со некакви блокови. Ви благодарам, повелете доколку имате прашање. Па ја лично сметам дека тие блокови кои што ги предлага регулаторната комисија, кои што се не до крај објаснати на поширокото граѓанство, се само памфлет кој што ќе треба да го оправда и како зголемувањето на електричната енергија која што неминовно ќе дојде. Ние гледаме дека оние кои што учествуваат во финалната цена, односно кои што ја формираат финалната цена на електрична енергија, даваат цени повисоки за 60 до 70%, на кои што директно кажува дека оние киловат часови кои што се составени блоковите, најголем дел од домаќинствата и ги надминуваат. Реално сметаме дека треба да има поголемо производство, дека електричниот, односно енергетскиот сектор во државата повеќе да се фокусира на производство, а помалку на крадење, и тогаш ќе има цена на електричната енергија која што ќе биде пристапна за сите граѓани. Да, поитна постапка која што согласно деловникот претседателот на собранието треба да ги стави веќе на првата наредна седница која ќе се одржи утре и за која што ќе нема оправдувања дека не се преведени, затоа што ќе ги поднесеме скоро истите текстови на закони, односно идентично истите.